Нова журирана листа со 4 промени објави Министерството за здравство на Кипар во однос на земјите за кои е дозволено да патуваат на островот. Листата е согласно епидемиолошката слика во секоја земја, а државите вкупно 50 и понатаму се поделени во 3 категории. Само додека за оние во првата категорија нема никакви ограничувања, не е потребен тест. Јапонија и Малта од првата категорија сега се преместени во втората, односно третата, додека пак Австралија и Шпанија од втората во третата. Следващата На 2 септември ќе дознаеме дали ќе има 120 подписи за поддршка на предлогот, и ако биде да, уште тогаш ќе постои подготвено за оставка, изјави за БТВ бугарската вице-премиерка и министерката за надворешни работи Екатерина Захариева. Потребата од свикување на големото народно собрание се расправаше 100 години, но досега никој не го стори тоа. Вклучително и голем број политички партии кои што водаат такви предизборни кампањи. Ние го сторивме тоа, рече Захариевска и повика да се прочита предлогот на ГЕРБ. Политичките партии што се залагаат на значајни реформи, на луѓето им ја објаснуваат зошто кога се нуди оваа можност за навистина суштински реформи, тие се против тоа. Овој устав нема да се усвои од ова народно собрание, туку тоа едноставно ќе гласа за одлуката за свикување на големото народно собрание, додаде Захариева. Вече спомена от тях. Сигурно Медицинските сестри во Бугарија поставија шатори пред Министерството за здравство за цел да го искажат своето незадоволство од односот кон нив. Ние поставивме шаторски камп денеска затоа што злоупотребите во здравството продолжуваат, затоа што третманот кон нас е безобразен, затоа што голем дел од колегите кои што работат во единиците за интензивна нега не одмориле повеќе од 1 година, затоа што сите отсуства се суспендирани поради пандемијата, поради тоа што други беа присилени да користат платен одмор, затоа што многу работодавци не плаќаат прековремено, затоа што многу од единиците работат без медицински сестри. Има единици со 3 медицински сестри кои што водат распоред, кои што веќе работат стотици часови прековремено, рече Маја Илиева, председател на синдикатот на бугарските медицински специјалисти. Таа рече дека протестот ќе биде на неодредено време.